издание од вашето милено најново Icon шоу, драги наши. Навистина сум среќен дека во овој епизода ќе направиме одлично шоу како што направивме и минатата среда. Знаете дека нашата најбитна карактеристика на нашето шоу е тоа затоа што сме првенствено многу искрени. Секој што гостува во ова студио ја кажува вистината и само вистината. Кога сме ке вистина, а и храброст. Дефинитивно, ако можат овие карактеристики да се спојат во една слика, ќе добиеме ние две слики од храброст, искреност и чиста вистина. Драги наши, во ова студио, во овој епизода гостени се нашата најпопуларна тиктокерка, а тоа е Лара Костовска, Лара Queen. Здраво на сите. Поздрав до нашите гледачи. Поздрав до нашите гледачи. И поздрав до камерите. И поздрав до камерите. До нашите камермани. Еве ни даваат убави аплаузи. Поздрав до... Поздрав, Лара, до тебе, до целата твоја поддршка, до твоето прекрасно семејство. Ви благодарам многу на се, навистина сте прекрасни. Ми беше чест да гостувам овде и да се покажам во едно вистинско светло, каде што ќе дадам искрена слика за себе. Тој што е вистински другар, ќе ме разбере мене искрено што сум сакала да кажам и дека сум најдобра. Предобар човек си. Така да јас со најголем пиетет и со најголема можда возбуда би ти ја доверил тебе, би ти ја врачил тебе ова награда, овој пехар, како најискрен и најпопуларен тиктокер и најдобар човек што го познавам мојот живот. Лара Queen, ова е за тебе. Ви благодарам стварно. Оваа награда ми значи се и ми значи мотивација за понатака. И стварно оваа награда е можеби мала, но има големо значење и знам дека ќе ми дава се понатаку животот и да заборавам на сите проблеми. Пехарите се даваат на најуспешните, поготово златен пехар, а Лара е дефинитивно најуспешна. Вредноста е голема, како што и голема вредноста на најпопуларната пицерија и местото, единственото место во Македонија каде што ја прават најубавата пастрмајлија, а тоа е Верона. Имаме наши пицерии во Тафталиџе, Аеродром и Кисела Вода. Така да, драги наши, сега за овие новогодишни празници дефинитивно знаеме каде ќе се храниме со најдобрите пици и пастрмајли од Верона. Лара, како си? Јас сум супер, феноменално од кога ве гледам. Заборавам на сите проблеми и спремна да газиме и да се покажеме најубаво. Апсолутно сум сигурен. Во тоа, да, зборувавме за TikTok-от, еве да те прашам од каде мотивација црпиш за да снимаш на TikTok-от, односно што те мотивираше да снимаш на TikTok? Мене искрено, јас ќе го дефинирам тоа како еден мој вроден талент за глума, за говор, за комедија, за реторика, за се. Значи, тоа е сепак вродено и сепак тоа е тајна. Не можам да откриам баш од каде ја црпам мотивацијата, бидејќи се околу мене може да ми биде мотивација. Јас сум доволно паметно девојче. Дури да видам било што, ќе ми даде мотивација за да направам убаво видео со убава мисла и порака. Јас сум од тоа сигурен, тоа го потврдуваат и нашите гледачи. Лара, како твоите родители реагираа, дали те поддржија кога почна ти да снимаш на TikTok? Па види, моите родители во главно оставаат на мене да биде изборот. Они дали им се допаѓа тоа или не, они ќе го кажат тоа со убави зборови. Они ме поддржаваат и ме поштуваат од култура, доколку нешто не им се допаѓа, отворено зборуваме, значи никогаш не се случило мене да ми се допаѓа што снимам, а на нив не, така што мој одговор е дека секогаш сме наоѓале компромис, заедничко решение, микс од два мислења па да го доведеме вистинското решение и така сум имала разбирање, да. Тоа ме радува и тоа навистина, за жал во ова конзервативно општество денес
реткост, но убаво е тоа да се случи дека твоите родители те поддржуваат во таа твоја одлука. Сега си последна година од средното образование, одиш наредна година на факултет. Да. Дали тоа ќе биде драмски факултет? Тоа дефинитивно ќе биде драмски факултет, исто така и тиктокот и ова по емисија по се, тоа може да ми биде како една Одскочна даска. Одскочна даска. Да, како пракса и како курс нели за надградба во глумата, за да на драмски факултет ми е нели полесно и се пронаоѓам едноставно, тоа го сакам. Така, тоа навистина ме радува. Слушај, морам да го поставам следно прашање. Овели? Како вие инфлуенсерите делувате врз младите? Па зависи кој како. Јас искрено, лично јас делувам многу позитивно над младите, давам видеа со добра порака. Сакам да ти кажам, јас на младината им давам најубава порака, мотивација, дека треба да се сакаме, да се сплотиме, да се поштуваме. Тоа што некој го сака може да го постигне и све е возможно. Јас сум отворена за секакви пораки како што би посакале младинава, јас би им дала и сметам дека вистинските фанови, следачи или другари што вистински ме познаваат, ќе знаат мојата вистинска добрина и најдоброто ќе го вадат од мене. Во лошите работи, ако немам лоши работи, ќе ме поправат и све лошо да се заборави и така натаму. Ова заслужува публика голем аплауз. Така е. Ларче, прекрасно си. Ти си родена за оратор, родена си за актерка, така да убаво косичката е така. Би сакала сите да сме добри, сите да враќаме со иста мера. Например, ако јас не сум те хейтала, ни ти да не ме хейташ. Зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Зошто, еве, луѓето, например, тебе те хейтаат по твоите видеа во коментари, ти пишуваат неубави зборови. Лара, како го издржуваш тој хейт врз тебе? Тој хейт, наводно ќе ставам хейт, не допира до мене. Веќе не, тоа се зборови во празно, како знаеш она мелница на зајвар, ама не и туриле ајвар, туку празно не. Туку празно, така и они, тие се празни, лажни зборови. Секој мој хейтер е заборавен и блокиран, така што немаат пристап до мене, затоа што прво јас си го бирам, нели, моето друштво, моите фолоуерси, моите следачи. Но сепак си јавна личност, Лара. Многу се соочувам, претерано многу. Не сакам да навлегувам какви работи ми имаат кажувано, какви погрдни зборови ме прашувале прашања, што се во мојата приватност и вулгарни и така натаму. И јас искрено сум ги игнорирала, сум се тргала. Ако е потребно во школа, ќе седам сама, ќе зборам на телефон со моите, ќе седам со наставниците, ама нема да се мешам во лошо друштво, ќе се вклопам јас во друштво што ми одговара и така нема да имам булинг, многу е просто. Когаш пак е сајбербулингот, кога се експонираш јавно на TikTok, на Instagram, вака по медиуми, тогаш како реагираш? Дали си паднала во депресија кога ќе прочиташ убави коментари за тебе? Значи вака, јас никогаш не си дозволив да паднам во депресија ради лоши, лажни коментари. Пред се јас ги заборавам и некои од лошите коментари, од наводници лоши, пример, дебела си, ваква си, таква си, јас
ги сваќам како мотивација и ме мотивираат да станам подобра личност од што сум. А воопшто не ме допираат, бидејќи знаеш како? Не за кого е речено, за кого е печено. Ау, тоа сакам да го слушам. Тие што зборат така, се несреќни сами од себе. Они сакаат да ја земат мојата добрина и убавина, а нивната злоба и грдоќа да ја наметнат на мене, да си ги свртиме местата. Ете зошто не ме допира, бидејќи е све лажно и све заборавам и така што едно ми е, верувај. Тие да мислеле стварно, прво стварно да ме неќеле, немало на секое видео да ми коментираат, немало да се замарат со мене, ни ништо, ни да ми лајкнуваат, ни да ми коментираат. Се плашиш ли од твојата популарност? Јас? Да. Не. Зошто да се плашам? Излегуваш од дома, Излегувам... одиш на кафе со другарка, одиш на училиште, било каква активност имаш? Излегувам храбро, со дигната глава и не ми е гајле апсолутно за ништо. Ако мене ми е убаво, ако јас не сум сгрешила никому, ако пред се давам убава порака и мисла зошто да ми е страв кога знам дека не сум крива, туку напротив, јас сум најдобре. Апсолутно си во право и ќе се склучил со тебе. Ти се случило некогаш вака на улица да се шеташ и некој да те навреди со погрден збор? Верувај дека од мене многу се плашат уживо да ми Зашо? кажат. Мислат дека многу сум јака и дека кој знае што да им направам. Не, они не се осмелиле, не помислиле да ми кажат. Кога ќе ме видат ведра, газам све пред себе, ништо не ме занима, само со еден поглед ги терам од мене. Како да ти кажам, вака жрт ги терам од мене. Да. Како енергија добра пуштам. И лошите буквално ги се тресат вака и ги бркаш. Да. Тоа е аплауз, тоа е за аплауз, така. Благодарам стварно. Нема зашто, благодарам, на вистина си препаметно девојче. Вака имаме на вистина многу прашања на оваа тема, например, која порака би испратила на родителите што се плашат за иднината на своите деца? Па јас искрено би им рекла дека не постои лошо дете, постои само лош родител. Еве, например, ако родителот е убаво воспитан и убаво неговите родители, роднини му пренеле убаво воспитание, тој родител ќе може да ги воспита исто неговите деца. Или крај крајава, ако веќе не е спремен и ако не е сигурен за дете, тогаш воопшто и нека нема дете. Затоа што треба да е 100% спремен на се, во овој суров никаков свет, во ова време, не време, треба тоа дете да го извади на вистински пат, да му стави штит на глава и кога не е со него да го научи сам да се брани и изгорен на тоа се да биде добар човек, да не врши никакви злостворства. Може ли да те гушнам? Може. Многу си паметна. Многу си паметна. Браво, браво. Колку ти фали, дедо Джара? Многу ме фали. Секој ден го мислиме, живее во нашите срца. Се трудам да одговорам без солзи моментално. Солзите се нормални, слободно. Не е тоа... Ета да поживееше уште малку, ама знам дека живее во нашите срца, не гледа горе. Не чува. Да, не чува. Он оставил многу и зад себе и пред себе и најбитната работа ми е што
го запознав и тоа бев најдобра другарка со него. Велибор Джаровски Джаро, легендарен менаџер на Балканот. Мислам дека нема потреба што да се зборува за Велибор, мислам дека тоа беше најпопуларниот менаџер дефинитивно на сите времења. Менаџер на Здравко Чолич, на Лепа Брена, какви концерти организирал, мислам легендарен лик во секој случај. Ти си негова внука, тој за жал почина. За голема жал. За голема жал почина. И тебе, како што кажува едно претходно мое издание, некој човек те навредува со пограден коментар, камо ти да умреше на место дедо ти свиња на дебела. Во тој момент, што почувствува ти? Почувствував прво ми се искрена душата, не ми се верува што читам. Јас бев као кој те повреди. Буквално се става видео што ми сам видео порака утешна песна за дедо ми дека починал, еден текст, сите беа нека почива во мир, жал ми е срценца, и одеднаш само како јаготка на шлак се појавува еден негативен... Тоа не е јаготка, бре, тоа ти е расипано јајце, бре. Мислам, не можев да се опорава само вака, иако не сакам да покажувам слабост, јас сум многу емотивно девојче, тоа не е слабост, тоа е зрелост, чувствителност и паметност и дека сум добра. Мен искрено не плачев ради коментарот, туку плачев за што ми стана нели нормално жал за дедо ми и некако почувствував како празнина, како да беше сега дедо ми тука, можеби ќе ме утешеше, не плаче. Но јас сум сигурен дека тој од некаде од небото те чува и те гледа. И е горд на тебе и на твојата појава, а дефинитивно само за твое размислување кое што навистина маестрално. Дедо ми кога почина, јас на мајка ми не верував, барав докази. Едноставно... Беше во депресија тој период? Да, едноставно организамот не ме примаше, самата ја не можев да сватам и вадев тањир за него. Кај дедо имаше периоди што секој ден го зборев и го сонував. Лана, да си продолжиме ние с игрички, може ли? Да. Со оглед на тоа дека си најпопуларната тиктокерка во Македонија, нели сега, од помладава генерација, ќе бидем искрени на следната тема, да си одбереш и некој друг тиктокер кој што можеби ти се допаѓа на тебе според неговите видеа, креативни содржини и така. Ангела Василевска или Евче? Низ Македонија најдобрата, па Ангела секако. Да. Да ми кажеше мис на љубава, ќе знаев по име и по презиме, вака многу службено бе. Кој е твојот став за дотичната Ангела? Јас имам најдобро мислење за неа. Смешна е, срцка е, уникатна е, онака кул типка, фраерка. Многу е добра, као луда, многу ја сакам. Како мене иста жичка имам. Дефинитивно ќе се сложам со тоа. Марија Колинс или Евче? Евче. Зашто? Па Марија не ми текнува која беше. Плава, убава девојка, со плави очи. Секако добро ги поштувам. Во наредна епизода ќе ни гостува. Ама ајде Евче, пошто нели Евче, поше ја гледам, ја пратам и се. Евче или Дора? Дора, дали ја познаваш мала тиктокерка со татуажи цела? Ја знам Дора. Кој е твојот став? Искрено... Не ќе да одговориме? Неопределена сум и двете ги обожавам, не знам која стварно. Да? Добро. Стои на двете, ајде. Стеки или Динев? Стефан Крстевски поточно или Динев? Знам Стеки, феминистот, нели тој убавиот, уникатниот джентлмен, таков е.
По нас жените. Да ти кажам, многу ми е као дигнат некако стеки по видеа и по све и не ми искача до толку, знаеш, сега На малце... ФУП. На ФУП. Твое легитимно право, аплауз да молам. Фала. Та вистина предобра дружба, така ли е, Лара? Така и најтака. Најтака. Ларче, кажи ми, пополекано сигурно ни доаѓаат новогодишните празници, што имаш планови за нова година? Немам ништо да ти кажам, уште смислено. Најверојатно ќе спијам. Сум не сум, продолжуваме понатама. Дали си игнорирала порака и дали си одговорила после 5 часа? Ми се случило да игнорирам, ама не сакајки, не било намерно. Зашто? Освен ако не стигнам да одговорам, им пишувам као не можам да одговорам сега и им одговарам попосле. Добро, то се твое право. Да помогнам на сите да сме најсрекни, ама во буквална смисла на зборот се би направил. Да можам секому да помогнам, Браво. на секој ќе. Браво, навистина. Дури и на моите хейтери на сите. Не ми треба психијатриска помош. Па добро. Знаеш како? Ако хейтањето на мене ве прави вас подобар човек, тогаш слободно хейтајте ме. Ако ве прави похуман, попаметен, помил, подобар, посамоуверен човек, поуспешен, тогаш хейтајте ме, ама мислам дека е залудно и дека самите вие си се глупирате со тоа хейтање, самите вие си се хейтате и си покажувате колку сте уствари вие лоши, сакате вашата злоба да ја наметнете на мене, а мојата добрина да ја земете од мене. Истата теза како Лара ја имам и јас, така да, Ларче, тоа што го кажа ти, го мислам и јас. А сега, баци ме убаво тогаш. А сега, Ето стам Кармин. не бе уживај навек, тецо.